денеска како и вчера, втора ден на протести. Од обеќањата што ги имаме за плата, немаме таква најава. Обечено не е дека утре ќе имаме за ноември. Некој ја заборавија таа од октомври плата. Овој народ е тука и нема да се тргне од ова место додека не ни бидат исплатени двете плати. Ни потенцира дека таа плата за октомври ќе ја стават во стечајна маса. Ние со тоа не се слагаме, сакаме прво таа да ни биде исплатена денеска, а утре нека биде и ноември. Овој народ не си тргнува од тука, овој народ е единствен, има некои лажни најави дека е поделен, ама тоа вие го гледате дека не е така, очигледно е и одиме до крај. Денеска е втора ден со штрајк, имаме закажано додека не се исполнат условите и ќе тераме надале. Сакам да му дадам еден апел и дознание на тие банките или на Кочо Анџушев, ако сакат да не примне, да разговараме нешто што можат нас да им помогнат. Ако сакат, тоа е нивно да ни исплатат ово долгот, што ни должат фени, пошто ние немаме завено пари ово трети месец. И ние ќе продолжиме и надале, не прекинуваме се додека не се исполнат некои услови. Ние не можеме од трети месец не без пари. А трошкови имаме, големи загуби трпиме. Јас мислам и во вчера, го напомена тоа, дека ние транспортерите, 100.000 евра сме секој месец у загуба. А тоа не знам дали го знаат сега тие од власта или тие од банките, тоа се е нивно, они начинали му тече камат. А за нас никој не води ред. И ние ќе продолжиме со блокадите, ама сакаме да се изнајде некој решение, да го земе некој во афени, нас ни треба пари, треба и да работиме ние. Тешка загуба, нашата ситуација е најтешка на транспортерите. Најтешка ситуација имаме ние. И ако може некои без пари да живеат некои луѓе од трети месец пари не земени, тоа нека се јаве тие кој е таков човек. 4 милиона евра нас нива должат транспортерите. Па нека замислат тие дали може некој без пари. Камионџиите што сме, имаме многу големи кредити, некој има кредити. Ако не би име доволно информирани, еден апел до банките, ако не комерцијална и стопанска банка, ако го прават сет застој, ние сметки што имаме у тие банки, ќе се откажеме и ќе си најдеме други банки, што ќе продолжиме плати да поминуваме и ред други работи. Со ние со работката, ако не ќе ја прекинеме. Еден апел, и јас до Кочо да не повика, како тогаш беме со автобусот, отидоме до Скопје, ако сака панек не повика, нека се обрати до председателот на Сдруженијето, и со банките заедно, да најдеме некој модус, да видиме како може да ни обештетат. Нека го прифанат или банките долгот од фени, да не трпиме и ни големи загуби. Кој не платил кредит, кој не, ќе допреми до извршители. Плюс од нашата заработувачка, 50% може парите од джепот ги имаме давано по патарини и за Косово што имаме одено, не си само добивката. И од джепот имаме давано пари за да инвестираме.